Дали може да почнеме? Мислам дека поголемиот број се присутни. Ајде, Мартина, може да започнеме. Мислам дека е коректно и за оние што се приклучија на време и обвинителот Марковска ни кажа само половина час може да остане, така да мислам дека може да започне. Благодарам, Маја. Почитуван господин Джефри Голдстайн, заменик шеф на мисијата на ОПСЕ во Скопје, почитуван господин Владимир Ѓоргиев, член на Државната комисија за спречување на корупцијата, почитувана господја Маја Лазарова, драги колеги и колешки, почитувани присутни. Моето име е Мартина Тодоровска, вработена во Државната комисија за спречување на корупцијата, денес во улога на модераторка на овој настан. Најнапред дозволете ми во име на Државната комисија за спречување на корупцијата и мисијата на ОПСЕ во Скопје да ви се заблагодарам за присуството и да ви посакам топло добре дојден. Корупцијата е негативна појава во општеството која задира длабоко во економските, правните, политичките, социолошките и други односи и сфери на живеењето. Степенот на корупцијата влијае врз перцепцијата на граѓаните за општеството и државата, ја намалува довербата во институциите на системот и можеби најважното представува закана за демократијата и ползувањето на човековите права. Препознавањето на овие негативни појави од корупцијата и воопшто издигнувањето на борбата против корупцијата како приоритет на модерните демократии е важен индикатор за напредокот на државите и борбата за воспоставување на функционален систем. Процес кој што е особено важен за државите кои што имаат тенденција за влез во Европската унија. Државната комисија за спречување на корупцијата постојано превзема мерки истакнувајќи својата превентивна и репресивна функција во борбата против корупцијата и подигнување на нивото на свесност на граѓаните. Па од тука и ОПСЕ даде многу важен придонес во оваа област преку реализација на бројни активности и поддршка на ДКСК во превенција на корупцијата и промовирање на демократските вредности кои што се постулати на системот на добро владење. Денешниот настан е посветен на една многу значајна, но малку позната тема – родовите аспекти на корупцијата. Започнувајќи од 2020 година, ДКСК и ОПСЕ спроведоа бројни истражувања за добивање на први податоци за состојбата со сексуалната изнуда како најеклатантна родова форма на корупцијата. Па затоа и денешниот настан е посветен на презентирање на наодите од нашата работа во текот на 2022 година, односно две истражувања во сектори кои беа посочени како најранливи за оваа форма на корупцијата. Верувам ќе биде од наш заеднички интерес да ги слушнеме и заеднички да продискутираме по нив и за идните чекори кои што би требало да ги преземеме. Најнапред би сакала да го поканам господин Джефри Голдстайн, заменик шеф на мисијата на ОПСЕ во Скопје, да ви се обрати со свое воведно излагање. Господин Голдстайн, повелете. Благодарам, господја Тодоровска. Почитувани учеснички и учесници на денешниот настан, чест ми е да ви посакам добро дојде на денешниот настан на кој, како кажа господја Тодоровска, ќе ги представуваме наодите на истражувањата на родовите аспекти на корупција во високото образование и во јавната администрација. Постои консенсус дека корупцијата има понегативно влијание врз жените отколку врз мажите. Зошто е тоа така? Генерално гледано, жените представуваат поголем процент од сиромашното население, а корупцијата најтешко влијае на сиромашните. Поради родовите улоги за жените како главни столбови на семејството, кои се грижат за децата, старите лица и слични, тие се изложени на поголем ризик за корупција, бидејќи се повеќе упатени за користење јавни услуги, во неможност да барат приватни алтернативи поради пониските приходи. Во таквите ситуации, тие се често принудени да платат мито или од нив се изнудуваат сексуални услуги. Пред околу 2 децении, за прв пат во светот се отвори дискусија за една форма на корупцијата, кога наместо пари, луѓето на позиција на моќ барат сексуални услуги заради давање на одредена јавна услуга. Сексуалната изнуда или сексторција е најизразната родова форма на корупција и е докажано дека повеќе ги погодува жени. Во неја има елементи на родово базирано насилство,
но и на психолошки притисок за изнудување сексуални услуги од позиција на МО. Ние од мисијата на ОПСЕ во соработка со Државната комисија за спречување на корупцијата поддржаваме обемна аналитичка активност за да добиеме повеќе информација за тоа дали сексуалната изнуда се препознава како форма на корупција во земјава, колку често жените во Република Северна Македонија се соочуваат со овој вид на корупција и во кои ситуации и во кои области најчесто ова се случува. Ова година направивме 2 нови истражувања во секторите на високо образование и јавна администрација, бидејќи во минатата година првото национално истражување ни покажаа дека се најранливи за ова форма на корупција. Дозволете ми да се заблагодарам на Државната комисија за спречување на корупцијата, за соработка во рамките на овие аналитички активности. Се надевам дека наудите од овие истражувања ќе доведат до значителни подобрување на ситуацијата. Ние ќе продолжиме да се залагаме да преку националното законодавство и практика се намали корупцијата врз жените, а исто време ќе придонесеме за унапредување на родовата еднаквост во Република Северна Македонија. Ви благодарам за вниманието. Благодарам, господин Голдстајн. Унапредувањето на родовата перспектива, како што кажавте и самиот, значи владење на правото, значи зајакнување на европските вредности и принципи, едноставно значи почитување на човековите права кои што се загарантирани со низа меѓународни, регионални и домашни документи. Сега ќе го поканам господинот Владимир Ѓоргиев, член на Државната комисија за спречување на корупцијата. Повелете. Благодарам, Мартина. Почитувам господин Џефри Голдстајн, заменик шеф на мисијата на ОПСЕ во Скопје, почитувани експерти и колеги и учесници на денешниот настан, односно презентација за родот и корупцијата во Република Северна Македонија. Во основа, кога се говори за корупција, се разликуваат 3 основни типа на корупција: мала, голема и политичка. Но ова е една општа класификација, би рекол, која што не ги офаќа темите, односно стои дилемите дали постои корелација помеѓу корупцијата и родот, односно какво е влијанието на корупцијата врз мажите и врз жените, дали постои разлика во подложноста на корупцијата и конечно дали постојат родово специфични појавни форми на корупција покрај оние што се традиционално дефинирани во антикорупцијската и во кривично-правната легислатива. Советот на Европа и Греко во последниве години во документите, но и во евалуациите што ги спроведуваат, се повеќе обрнуваат внимание на родовите аспекти. Но се чини дека не е доволно само да се анализира вклученоста на жените и нивните раководни позиции, евентуално како аспекти за состојбите со корупцијата. Токму во оваа констатација се осврнуваат истражувањата за перцепцијата на жените за родовите форми на корупција, како и двете истражувања што се однесуваат на јавната администрација и на високото образование, чии што резултати денес имаме можност да ги проследиме и во основа се однесуваат на тоа дали како специфична форма на корупција се јавува и сексуалната изнуда. И дали оваа форма на корупција треба да биде посебно криминализирана во кривичниот закон? Според моето мислење да, и веќе се преземаат одредени иницијативи во оваа насока. На крајот би сакал да изразам честитки до мисијата на ОПСЕ во Скопје и особено на националниот програмски офицер во мисијата Маја Лазарова за нејзината ангажираност и посветеност, ви рекол, во разработувањето на овој аспект на корупција што за прв пат на ваков аналитички начин се третира во нашата земја. И посакувам успешна работа и се разбира дискусија по презентациите на оваа тема. Ви благодарам. Ви благодарам, господин Ѓоргиев.
Секако постоењето на институционализиран начин на борба против корупцијата е многу важен, па затоа Државната комисија за спречување на корупцијата верувам дека понатаму ќе прави напори и активности кои што досега се позитивно оценети од меѓународната заедница за борбата против корупцијата. Важен сегмент кој неретко се заборава е составен дел на инклузивноста во општествените процеси е, како што кажавме, родовата еднаквост. Родовата еднаквост подразбира дека жените и мажите имаат еднакви права и можности да го реализираат својот индивидуален потенцијал, при тоа придонесувајќи за економскиот и социјалниот развој на нивната држава, а за возврат да добијат корист од нивното учество во општеството. Современите истражувања се обидуваат да ги објаснат разликите помеѓу жените и мажите во разбирањето и доживувањето на корупцијата, родовата припадност на оние кои што се вклучени во делата на корупција. Токму поради недостатокот од наоди од ваков тип на истражување, вклучувајќи ги овие два аспекти, родот и корупцијата, Тим институтот спроведе национално истражување на репрезентативен примерок на жени во Република Северна Македонија за да се провери нивната перцепција која што е поврзана со родовите форми на корупција. Беа детектирани два сектори од општеството како најранливи на сексуална изнуда како форма на корупција, а тоа се високото образование и јавната администрација. Од тука би ја поканила господја Маја Лазарова од мисијата на ОПСЕ во Скопје да ги презентира на аудитот двата извештаја. Повелете, Маја. Благодарам, Мартина. Благодарам господин Джефри Голдштајн, заменик шеф на мисијата на ОПСЕ, Владимир Георгиев. Особена благодарност до него како член на антикорупцијската комисија со кој што овие 3 години заеднички ја водевме активноста. И ќе речам дека навистина може да бидеме горди, бидејќи на неодамнешниот настан организиран од нашиот секретаријат во Виена, нашата работа во делот на анализи и истражувања за овој родов аспект на корупцијата беше посочено како добар пример што можеби треба да биде следен од сите земји во регионот и пошироко. Како што ме представи Мартина, јас сум Маја Лазарова, национална програмска офицерка во одделот за демократизација во мисијата на ОПСЕ во Скопје. Драго ми е што се приклучивте на овој настан за една тема со која што со особена страст работиме овие 3 години, бидејќи прво е многу малку истражувања, а второ е доста значајна и сметаме дека треба допрва да се зголеми јавната свест за овие прашања и дополнително нели да се даде некаква институционална и правна рамка за тоа како ќе постапуваме во случаите на сексуална изнуда како најистакнат вид на родова форма на корупција. Јас централен дел на мојата презентација ќе бидат на аудите, делот на аудите, бидејќи немаме време да ги презентираме сите од двете истражувања кои што беа направени оваа година во два сектори, кои што ни беа посочени како најранливи на родовата форма на корупцијата, односно на сексуалната изнуда. И сега презентацијата, за да дадам некаков контекст, мада и Владимир и заменик амбасадорот и Мартина дадоа мал вовед, сепак би сакала да дадам контекст како дојдовме до токму овие две истражувања. Па така, презентацијата ги структурира во 4 дела. Најпрви да ја разгледаме накратко врската меѓу родот и корупцијата, нешто што многу подетално се разгледува во првиот објавен документ на мисијата на ОПСЕ во Скопје во 2020 година. Понатаму на аудите, делот на аудите кои што ни беа клучни и вовед за да ги направиме годинешните истражувања, а тоа се наоди од истражувањето на перцепцијата на жените за родовите форми на корупција спроведено во 2021. И централниот дел на презентацијата се наудите од двете истражувања за секторот високо образование и јавна администрација спроведени оваа година. Веќе беше кажано дека родовата рамноправност еднакво значи дека жените и мажите имаат подеднакви права и можности да ги искористат своите потенцијали и докажано е дека онаму каде што оние општества кои што достигнале повисоки нивоа на родова рамноправност покажуваат и повисоки нивоа на развој и на раст, така да успеваат да го искористат и целиот оној потенцијал кој што стои кај жените.
Корупцијата пак од своја страна ги влошува родовите разлики. Веќе беше спомнато зошто е тоа така, бидејќи правени се истражувања во светски рамки, кажано е дека жените процентуално учествуваат во поголем дел во сиромашното население во светот, а корупцијата ги погаѓа повеќе токму сиромашните и оние маргинализирани групи во општеството, бидејќи поради помалот приход кој што го остваруваат, теретот кој што за нив го носи корупцијата и трошоците кои што со себе ги носи корупцијата непропорционално повеќе ги обременуваат жените. На тој начин уште повеќе ги зголемуваат социјалните нееднаквости во општеството. Кога зборуваме за врската меѓу родот и корупцијата, Владимир веќе ги отвори овие клучни аспекти што во суштина ни беше интересно да разгледаме. Зошто го анализираме ова прашање? Првен, дали постои каузална врска помеѓу родот и корупцијата? Односно, дали корупцијата има родова димензија? Каква е родовата структура на оние што се вклучени во коруптивни дејствија? Понатаму, дали постои разлика во така наречената валута во која што се плаќа за коруптивните дејствија? Не секогаш, особено што се докажува на овој случај на сексуалната изнуда, валутата на корупцијата се парите. Туку се користат позициите на моќ за да се изнудуваат сексуални услуги како жените, особено жените, кои што се најпогодени од оваа форма, би ги добиле јавните услуги кои што и онака би требале да ги добиат. Дали постојат родово специфични форми и каде најчесто се среќаваат овие родово специфични форми? Значи, сите овие прашања беа отворени во рамки на нашите анализи и што беше кажано? Значи, иако генерално не се оспорува фактот дека постои каузалност, односно постои корелација помеѓу процентот на вклученост во жени во политиката, во јавниот живот, на повисоки менаџерски позиции во општеството и нивото на корупција во една земја. Значи, тоа е докажано од бројните истражувања. Меѓутоа, зголемувањето на родовата еднаквост, зголемувањето на бројот на жени во јавниот живот или на повисоки менаџерски позиции не значи по дефолт дека ќе се искорени корупцијата или дека ќе се намали корупцијата. Зошто е тоа така? Бидејќи треба да биде исполнет еден многу битен предуслов, а тоа е веќе да постои изградена демократија во едно општество и да постои владење на правото. Во тие услови можеме да сметаме дека зголемувањето на родовата еднаквост оди рака под рака со намалувањето на корупцијата во една земја. Сексуалната изнуда спомнавме дека е една од најспецифичните форми на родова форми на корупцијата и во тој случај наместо пари се бараат сексуални услуги за давање на одредена јавна услуга. Ако земеме во предвид дека позициите на моќ се уште најмногу се држат од мажи, се заклучува дека оваа форма на корупција потешко и повеќе и почесто ги погодува жени. Сега, жените можат да бидат, се вели, директни и индиректни жртви на корупција. Што се подразбира под ова? Директни жртви на корупција се кога од нив се изнудуваат сексуални услуги или се бараат пари, кои што рековме дека процентуално повеќе ги обременуваат, бидејќи се поголем процент жени во сиромашното население во светот. Меѓутоа, индиректни жртви на корупција се кога се упатени на користење на јавни услуги, кои што се со лош квалитет и кои што се добиваат од институции во кои што веќе постојат коруптивни шеми, каде што системите се корумпирани. Од тој аспект можеме да кажеме дека создава дополнителни пречки корупцијата на жените да го остварат своето право, да ги добијат јавните услуги и особено да учествуваат и во политичкиот, во јавниот живот во својата земја, односно да ги добијат со устав и со закони за гарантираните права. Овие прашања и многу повеќе други беа опфатени во овој прв документ за дискусија. Јас после настанов ќе ви ја споделам презентацијата. Тука ви се наоѓа линкот на кој што можете да го отворите доколку ве интересира овој документ. Достапен е на 3 јазици: македонски, англиски и албански. И верувам дека дел од овие поведни прашања кои што ние ги отворивме
ќе ве заинтересираат. А како резултат на овој документ ни беше интересно, бидејќи видовме дека за Република Северна Македонија нема никакви истражувања од терен и немаме никакви податоци од терен. Дали и колку е распространета сексуалната изнуда како родова форма на корупција, дали и колку населението кој нас јавноста е сензитизирано, односно ја препознава сексуалната изнуда како родова форма на корупција, каде најчесто, во кои ситуации, во кои сектори се сретнува, значи сите овие прашања ни инспирираа да го направиме тоа прво национално истражување лани, со репрезентативен примерок на жени, значи ова беше правено само со жени во 2021 година, во кој што ги отворивме сите овие прашања и следствено на квантитативните податоци кои што ги добивме од истражувањето, направивме и едно квалитативно истражување, односно фокус групи со жртви на сексуална изнуда во Република Северна Македонија и наодите се исто така презентирани во оваа публикација која што е објавена и на страната на ДКСК и на страната на мисијата на ОПСЕ во Скопје на 3 јака. Нема да навлегувам во сите наоди од ова истражување што го спроведовме лани, меѓутоа некои што се побитни заради давање на контекст зошто ги направивме по овие две нови истражувања годинава, е дека изнудата на сексуални услуги од страна на вработени во јавниот сектор во замена на задавање на некоја јавна услуга ја препознаваат 78% од испитаничките во Република Северна Македонија. Значи, уште еднаш ќе кажам, тоа беше репрезентативен примерок, меѓутоа само на жени. 21,5% од испитаничките истакнале дека оваа форма на корупција се сретнува многу често. Најчести ситуации во кои лицата што се на позиција на моќ барале сексуални услуги се за вработување и унапредување. 63% од испитаничките не пријавуваат ниту лично, ниту туѓо искуство поврзано со оваа форма на корупција, а 5,4% кажале дека лично се соочиле, се справиле со изнуда на сексуални услуги кога биле упатени на добивање на некаква јавна услуга или било каква услуга од што по закон и по устав би требало да ја добијат на законски правилен начин. Доколку веќе следно прашање што беше поставено е доколку веќе сте запознаени со сексуалната изнуда како форма на корупција, колку често сметате дека се случува во институциите на доле наведените области. Па така, како што може да видите, беше посочено дека државната администрација на централно и локално ниво, образованието и здравството се трите сектори каде што се сметаат, испитаничките сметаат дека најчесто се сретнува сексуална изнуда како форма на корупција. Тоа не инспирираше да ги направиме овогодинешните две истражувања. Па така, на крајот на јуни, почетокот на јули, Тим Институт, Агенцијата за истражување, спроведе телефонска анкета на примерок од 800 испитаници. Тоа беа испитаници студенти кои што се уште се наоѓаат во образовен процес, значи само во високо образование, студенти од 1 до 6 година на факултет и оние на постдипломски студии, и тоа ги земавме во предвид сите акредитирани високообразовни институции во Северна Македонија. Која беше дистрибуцијата на примерокот од аспект на полот, на родот, 60% беа жени, од 40 мажи. Ова може да ја видите дистрибуцијата според годината на студии, урбани, рурални населени места од каде што доаѓаа испитаниците и по националност македонци, албанци и останати. Што ни покажа ова истражување? Дали корупцијата е голем, мал или воопшто не е проблем во високото образование? Огромни 64,8% одговорија дека корупцијата е голем проблем во високото образование. И ако ги земеме и овие 19,1% кои што рекле дека е мал проблем и ги земеме како кумулативен, афирмативен одговор дека постои корупција во високото образование, тоа се некаде 83-84% на испитаници, што навистина е голем процент. Дали вработените, мажи и жени во високото образование, се мисли на наставно научниот кадар,
се подеднакво подложни на корупција. Она што преска го отворивме, дали по дефолт жените се помалку корумпирани од мажите или треба да постојат некои други услови, жените и мажите, испитаниците сметаат дека се подеднакво подложни на корупција. Тоа го одговориле 77% од испитаниците. Речиси изедначен е процентот на оние што сметаат дека жените се повеќе подложени на корупција со оние што рекле дека жените се помалку подложени на корупција од мажите. Дали сметате дека изнудата на сексуални услуги од страна на вработени во високото образование заради давање на некоја услуга представува форма на корупција? Речиси 90% од испитаниците ја препознаваат сексуалната изнуда, значи давање на некоја изнуда од страна, вршење психолошки притисок заради давање на одредена услуга како форма на корупција во високото образование. Колку често сметате дека се случува во високото образование? 16% рекле дека многу често се случува, речиси 40% дека понекогаш се случува и 23% дека ретко се случува. Кумулативно земено 78% дале афирмативен одговор дека се случува сексуална изнуда во високообразовните институции. Во кои ситуации лицата кои се на позиција на моќ, професор, шеф на катедра, декан, најчесто бараат сексуални услуги? 77% одговориле дека тоа е за да се положи испит. 41% за повисока оценка. За вработување во рамки на факултетот по завршување на студиите 38%. За да се избегне казна, проблем на студент-студентка 21,3%. За да се забрза некоја работа, процедура која му е потребна на студент-студентка 21% и така натаму. Дали вие лично или вам познати сте имали искуство со лица од позиција на моќ во високото образование, професор, шеф на катедра, декан, да бара сексуални услуги како форма на корупција? 64,7%, 65% рекле дека немаат лично искуство и не познаваат никого. 22% немаат лично искуство, но познаваат некого, и ако се земе кумулативно мене лично и на некој што го познавам, и само категорија мене лично, само 2,6% од испитаниците рекле дека имаат искуство со оваа форма на корупција. Сега мене лично ме интересираше овој процент, бидејќи ако се сеќавате на почетокот, кога во ведното прашање, кога го отворивме истражувањево и кога ги прашавме испитаниците, дали ја препознаваат сексуалната изнуда како форма на корупција, каде што речиси 70% од нив кажаа дека ја препознаваат, од друга страна пак тука гледаме дека немаат лично искуство и не познаваат никого, 2,6 имаат лично искуство. Разговаравме со Агенцијата за истражување и објаснувањето тука е дека на перцепцијата, бидејќи сепак е ова истражување на перцепција на испитаниците, влијаат не само личното искуство или личното пријателство со некого, туку се она за кое што се зборува, се слуша преку медиумите, она што се чита и така натаму и така натаму. Така да овој процент можеме така да го толкуваме. Следно, ако веќе се случува, дали пријавивте, значи ова е прашање само кај оние што имале лично искуство со овој тип на корупција, дали пријавивте кога лице од позиција на моќ ви побара сексуални услуги? 61% одговориле дека не пријавуваат. И за тоа има причини. Доколку би пријавиле изнуда на сексуални услуги, каде би пријавиле? Најголем процент би пријавиле во друга надворешна соодветна институција, односно многу е помал процентот на оние кои што би се охрабриле да го пријават тоа во самата институција каде што им се случило, и тука се поставува прашање колкава е довербата во високообразовните институции, колкава заштита тие нудат за студентите и студентките кога станува збор за корупцијата. Не беше интересно да прашаме дали слушнале за можноста за заштитено пријавување на факултет. 70% рекле дека не знаат за таква можност, не знаат дека
дека може да направат пријавување на вакви случаи на корупција кај лицето назначено, што по законот за заштитено пријавување треба да го има секоја институција во јавниот сектор. Ова ни дава за простор, нели, да заклучиме дека навистина многу треба да се работи за запознавање на корисниците, на потенцијалните корисници на овој институт и разработување на овие законски права и можности кои што ги дава Законот за заштитено пријавување, кои што за сега навистина можеме да кажеме дека слабо се применува. Што се однесува да сетот на прашања и на одите кои што ги добивме од истражувањето за јавната администрација. Беше спроведено во август оваа година на примерок на 800 испитаници, и тоа вработени во јавниот сектор, а беше користен регистарот на Министерството за информатичко општество и администрација, и примерокот кој што беше земен бе 1346 институции, согласно структурата која што нели е објавена во овој регистар. Структурата на пример на овие 800 испитаници, значи ова беа и мажи и жени, така како што се нели по родова структура вработени во јавната администрација, 55% жени, 45% мажи. Старосната структура исто така беше запазена да биде репрезентативна на статистичката маса, и структурата по образование и по етничка припадност исто така беше запазена, онако какви што е структурата на вработеност во јавниот сектор. Сега, ова истражување беше поделено во два дела. Првиот сет на прашања беше насочено, го одговараа вработените во јавен сектор, меѓутоа оценувајќи каков е односот кон граѓаните, значи на институциите од јавниот сектор кон граѓаните како корисници на јавните услуги. Па ги прашавме колкав проблем представува корупцијата на вашето работно место. Афирмативен одговор во категорија голем и мал проблем, кумулативно гледано, дадоа 62% од испитаниците. Односно, 23% рекле дека е голем проблем корупцијата, 39% рекле дека таа е мал проблем. 68% од испитаниците не препознаваат родови аспекти на корупцијата. Односно, слично како нели наодот што го имавме и во ланското истражување на перцепцијата на жените, на националниот примерок, и кај истражувањето што го направивме во секторов образование, значи испитаниците сметаат дека и мажите и жените се подеднакво подложени на корупција. Таков одговор дале 68% од испитаниците. 15% рекле дека жените се помалку подложени на корупција, 9% рекле дека жените се повеќе подложени на корупција во споредба со мажите. Дали жените вработени во јавната администрација се повеќе, помалку или подеднакво корумпирани кога се наоѓаат на повисоки позиции на моќ, односно на раководни позиции? Зошто ни беше ова важно? Бидејќи за да се смета за сексуалната изнуда има елементи на корупција, меѓутоа има и елементи на родово базирано насилство. Сега, за да се смета за форма на корупција, нели, мора да постојат некои предуслови. А тоа е да постои лице на позиција на моќ, кое што може да ја злоупотреби таа моќ, што по дефиниција представува корупција, злоупотреба на службена должност за лична корист или цел, за да оствари нели некоја услуга која што и даде некоја јавна услуга на корисниците што би требало да ја даде на регуларен законски начин. И сега ако видиме каква е родовата структура на оние кои што се наоѓаат на позиции на моќ, од тука ни беше прашањето кога жените би се наоѓале на повисоки позиции на моќ, дали тие би биле исто, помалку или подеднакво или повеќе корумпирани.
55% велат дека корупцијата не би имала родов предзнак, односно и мажите и жените на позиција на моќ се подеднакво корумпирани. 29% сметаат дека биле помалку корумпирани, а 10% повеќе корумпирани од мажите. Изнудата на сексуални услуги за реализирање на некоја услуга во рамки на јавната администрација представува форма на корупција. Значи, ни беше важно колкав е степенот на согласување, односно дали ја препознаваат вработените во јавната администрација сексуалната изнуда како форма на корупција. 42% рекле дека потполно се согласуваат, 19% рекле дека се согласуваат, односно помала категорија, меѓутоа кумулативно некаде над 60% дале афирмативен одговор. Колку често сметате дека се случува сексуалната изнуда како форма на корупција во институциите на следните области? И сега, ако се сеќавате, затоа и дадов линк со на истражување од лани, каде што нели беа посочени на прво место јавната администрација, на второ место високото образование, на трето место беше здравството. Најопшт репрезентативен примерок жени во Република Северна Македонија. Овдека веќе одговорите, перцепцијата на вработените во јавната администрација е малку поинака. Тие велат дека најмногу сексуална изнуда како родова специфична форма на корупција се среќа во областа социјална заштита. Понатаму велат дека следно најмногу се сретнува во полицијата. На трето место ја ставаат јавната администрација на локално ниво. Понатаму сметаат дека е образование, значи видите дури на четврто место ја ставаат. Понатаму во судството се сретнува, јавната администрација на централно ниво е скоро кон крајот и здравството е на последното место. Тоа значи значително е различна перцепцијата на оние кои што доаѓаат од јавната администрација во споредба со генералната перцепција на жените во нашата земја. И сега не интересираше и дека ова претходно ги разгледавме во кои сектори. Меѓутоа, во кои ситуации најчесто се случува сексуална изнуда како форма на корупција, односно во кои ситуации лицата кои што се на позиција на моќ најчесто бараат сексуални услуги, и тука ни се поклопуваат наодите од минатогодишното истражување со ова. Се посочува дека најмногу се случува сексуална изнуда како форма на корупција за вработување, 30%, за да се избегне казна проблем за барателите на услуга, 25%, за да се обезбеди подобар третман или услуга, 21%, за да се забрза некоја работа, процедура која им е потребна на барателите, 19%. Сега, вториот дел од ова истражување за сексуална изнуда на вработени во администрацијата се однесуваше на прашања кои што треба да ни дадат одговори на тоа каква е состојбата во рамки на самите институции. Значи, првиот дел беше кон граѓаните, а сега во рамки на самата институција. Па се вели, изнудата на сексуални услуги од страна на вработени од позиција на авторитет и моќ, значи оние кои што се на раководни позиции, кон останатите вработени во рамки на самата институција представува форма на корупција. 37% одговориле дека потполно се согласуваат, 17% рекле дека се согласуваат. Значи некаде над 50% е кумулативниот афирмативен одговор по ова прашање. Изнудата на сексуални услуги представува форма на корупција. Колку често сметате дека се случува вработени од позиција на авторитет и моќ во институциите од јавниот сектор да бараат сексуални услуги од останати вработени во рамки на самата институција? 3% рекле дека се случува постојано, 17% дека се случува често и 35% дека се случува понекогаш. Сега изедначен е процентот на оние што велат понекогаш и ред. Меѓутоа, само 10% рекле дека тоа не се случува. Значи, ако ги земеме како кумулативно првите 4 години, навистина можеме да речеме дека овој феномен е присутен и се случува во рамки на самите институции. Дали вие лично или вам познати сте имали искуство кога лице од позиција на авторитет и моќ бара сексуални услуги од вработени?
Повторно, висок процент, во овој случај 65%, немаат ниту лично искуство, ниту пак познаваат некого кој што има искуство со лице од позиција на моќ да бара сексуални услуги од вработени. 24% меѓутоа немаат лично искуство, но познаваат некого. 3% се оние, значи малку повисок процент од она истражување што го направивме за високото образование, имале лично искуство. Меѓутоа, ако се сеќавате, кај националниот репрезентативен применок план и над 5%, значи повисоко беше процентот кај примерокот само со жени. Во замена за каква услуга ви беа или и беа на тие што ги познаваат изнудувано сексуални услуги. Најголем процент од одговорите се однесуваат за зачувување на работното место и второ 36% за унапредување на работното место. Одговорите целосно ни се совпаѓаат речиси и процентуално со наодите од истражувањето во 2021. Значи најчест тип на услуги во кои што се случува сексуална изглед кај вработените во јавната администрација е или за зачувување, за вработување или за унапредување на работното место. Дали пријавивте кога лице од позиција на авторитет и моќ ви побара сексуални услуги како форма на корупција? Високи 82% одговориле дека не пријавуваат, 9% одговориле дека пријавуваат, 9% рекле дека, односно одбиле да одговорат. И сега ви спомнав дека лани, откако го направивме националното истражување, направивме и квалитативно истражување, сакавме да навлеземе во причините. И тоа да ги прашаме токму жртвите на сексуална изнуда како форма на корупција, зошто не пријавуваат и во кои случаи би се охрабриле да пријават, и како главни причини за ова ни беше посочено дека најпрвен немаат доверба во институциите на системот, немаат доверба во институтите што се предвидени за заштита на жртвите на сексуална изнуда. Од друга страна, голем дел од нив кои што беа анонимни ни посочија дека не пријавуваат бидејќи ќе бидат жртви на така наречена двојна виктимизација. Значи, еднаш се жртви на сексуална изнуда како форма на корупција, втор пат се стигматизирани и осудени од околината, од општеството и поради овие причини велат дека повеќе би го задржале за себе, отколку да се одлучат да го туркаат случајот низ институциите на системот и да ја бараат право. Сега, нас не охрабрува овој податок дека хипотетички, доколку, бидејќи висок е процентот на оние што рекле дека немале лично искуство и не познаваат никој што имал такво искуство, меѓутоа хипотетички, доколку нешто слично би ви се случило, доколку би ви биле изнудувани вам лично или на ваши познати сексуални услуги како форма на корупција, дали би пријавили? И овдека веќе е висок процентот, а тоа е 63%, можеби би се охрабриле да пријават сексуална изнуда како форма на корупција. Прашањето доколку би пријавиле, каде би пријавиле? Поголем процент би рекле, исто како што беше случајот и со одговорите во високото образование, дека би пријавиле во соодветна надворешна институција. Помал е процентот на оние што би пријавиле во рамки на самата институција, односно само 24%. Следно, во која друга надворешна институција би пријавиле, бидејќи нели поголемиот дел би се охрабриле во надворешна институција да пријават, сепак најголем процент од одговорите одат за полицијата, значи би пријавиле во полиција. На второ место кажале дека би пријавиле во Државната комисија за спречување на корупцијата, 10% би пријавиле кај народниот правобранител и 4% би пријавиле кај граѓанските организации. Значи, ова се институциите кои што ни беа посочени дека би биле најсоодветни за пријавување на случаи на сексуална изнуда како форма на корупција. Дали сте слушнале за можноста за заштитено пријавување? Повторно, доста е низок процентот на оние кои што се запознаени со овој механизам, само 30% од нив слушнале, 71% не се запознаени со заштитеното пријавување во рамки на самите институции. Ова беа, значи, главните наоди. Само да
ја исклучам презентацијата. Ова беа главните наоди од овие две истражувања. Самиот извештај набрзо се надевам до крајот на годината, кој што ќе ги содржи полните прашања, одговори, сето она што нели беше составен дел на истражувањето, ќе бидат објавени и ќе ви бидат достапни. Јас, како што ви ветив, после презентацијава ќе ви ја испратам презентацијата, за да можете во оваа фаза барем да ги отворите и оние претходни публикации кои што ги направивме во соработка со Државната комисија за спречување на корупцијата. Во извештаите има и некои други, например, препораки за тоа дали, например, испитаниците веруваат дека би можеле да искорениме корупцијата и оваа форма на корупција. И интересно беше што поголем дел од нив веруваат дека репресијата е поефикасна од превенцијата и дека веруваат дека корупцијата може да се намали до одреден степен, меѓутоа не може да се искорени, бидејќи, како што велат тие, ни станува претопена во менталитетот на делувањето на народот, што ни остава на нас простор сите заеднички, на заеднички фронт и државните институции, и ДКСК, меѓународната заедница, граѓанските организации, академијата, сите заедно да работиме нели на менување на овие социјални норми кои што ги востановуваме, а кои де факто се доста штетни. Ова беше се што сакав да ви го кажам во врска со истражувањата. Се надевам дека наудите ви беа интересни, ве инспирира и сакам само да спомнам дека покрај овие истражувања на јавното мислење направивме и една друга многу значајна анализа, правна анализа за правниот и институционалниот одговор кој што би требало да го даде Република Северна Македонија за регулирање на сексуалната изнуда како форма на корупција, во соработка со колешките од Центарот за истражување и креирање политики и го направивме тоа истражување лани. Ми беше задоволство да слушнам дека и Хелсиншкиот комитет, поддржани од NDI, дадоа свој придонос годинава и се надевам дека нели барем во делов на дискусијава ќе ни се вклучат да раскажат нели и од тој аспект што би можело да биде наш заеднички курс за делување. Во оваа фаза од мене толку, ви благодарам на вниманието и се надевам дека ќе имаме убава дискусија. Благодарам, Маја, за деталната презентација и представување на резултатите од истражувањето. Наудите од ова истражување се многу корисни и важни и може да се искористат за понатамошна дискусија со цел да се подигне свеста кај креаторите на политиките од очигледната потреба од институционализирање и криминализирање на родовите форми на корупцијата во Република Северна Македонија. Она што мене ми падна во очи е малиот број на граѓани кои што пријавуваат. Односно, очигледно е според резултатите дека многу мал број на граѓани и во секторот образование и во јавна администрација имаат пријавено корупцијата. Всушност, кои активности се најпогодни согласно искуството, а се во корелација и би постигнале кохезија со карактеристиките на нашиот државен апарат, но и културата на живење на граѓаните за подигнување на нивната свест да се искористат, за да се искоренат овие негативни трендови. Од тука, значи, ви бе поканила сите оние кои што имате прашања, своји размислувања, предлози или сугестии, слободно да се вклучите во дискусијата. Љупка? Здраво на сите. Огромна благодарност пред се до Маја што го покрена ова вака важно прашање. Јас сум Љупка Треновска, доаѓам од Центарот за истражување и креирање политики, како што Маја нагласи, бев дел од тимот кој изработи заедно со доктор Марија Ристевска студијата за правен институционален одговор на сексуалната изнуда. Фрапантни се до некаде овие податоци, меѓутоа не се изненадувачки, барем за мене,
Во некој дел ние веќе имавме и увид во истите, додека ја пишувавме студијата за правен институционален одговор, бидејќи сакавме да одговара секако на потребите на населението. Одлично прашање, Мартина, зошто не се пријавува? Не се пријавува затоа што сексуалната изнуда како таква не е регулирана. Во случаите кога беше пријавена, да кажеме, сите сме добро запознаени со случаите со професорите од економскиот факултет, каде што имавме судска постапка, истите беа осудени за мито и корупција, меѓутоа само за финансискиот дел, а моментот на сексуална изнуда беше потполно занемарен, односно не беа на ниеден начин казнати за истото, затоа што тоа и не е регулирано до некаде со закон. Постојат кривични дела според кои би можела да се води постапката, меѓутоа јавното обвинителство веројатно реши дека тоа нема да го направи. Она што ние го дадовме како препорака, а и сега е момент да се искористи кога измените на кривичниот законник се во собраниска постапка и поднесени се амандманите. Многу ми е драго што и Хелсиншкиот комитет исто така работи на ова прашање и заедно како граѓански сектор го туркаме. Тоа, сексуалната изнуда да влезе како кривично дело во кривичниот законник, она што би било можеби најважно, а и она што самото истражување на испитаниците го покажува дека тоа е тоа што сметаат дека ќе спречи оваа форма на корупција. Меѓутоа исто така е многу значајно, бидејќи во кривичниот законник нема до тој степен да биде регулирано како форма на корупција, туку како дел од сексуална природа, односно полова природа. Многу е значајно во Законот за заштита и спречување на корупција и измените кои што ќе следат, се надеваме, истото да се дефинира. За жал имаме испуштена шанса и во Законот за заштита и спречување на насилство врз жени и семејно насилство, оваа форма на насилство, родово базирано насилство да се регулира, така што апсолутно ќе бидат потребни и овдека измени, но она што е најважно е поддршката од меѓународната заедница, поддршката од Дирекцијата за заштита од корупција, во овој момент кога имаме навистина отворена прилика да се измени кривичниот законник и ова кривично дело да се регулира, граѓанскиот сектор да добие оваа поддршка и заедно да дадеме еден притисок, да кажам, на пратениците и пратеничките, да ова го оствариме, а особено ова истражување кое го презентиравте денеска е една од главните причини зошто ова треба да биде регулирано. Фала ви. Благодарам, Липка. Ина Джугуманова, повели. Добар ден и од мене. Најпрво би сакала многу да се заблагодарам на мисијата на ОПСЕ за поканата. Јас ќе бидам кратко и нема да должам многу. Најпрво, кога се размислувавме за каква законодавна иницијатива да застапуваме со поддршка на NDI, имавме предвид дека веќе за различните форми на родово базирано насилство многу се говори кај нас, а веќе беа и отпочнати процеси за хармонизирање на нашето законодавство со Истанбулската конвенција. Сексуалната изнуда или сексторцијата, се извинувам, најпрво, односно со истражување на оваа тема, најпрво започна мисијата на ОПСЕ во Скопје, поради што сум многу среќна, бидејќи за нас граѓанските организации е многу важно кога имаме поддршка од меѓународните организации. Кога пристапуваме сами во процесите, многу често сме гледани со осуда од страна на институциите, па и од другите релевантни чинители, но доколку имаме поддршка од меѓународната заедница, а што сум многу среќна конкретно од Државната комисија за заштита и спречување од корупција, веќе имаме многу подобра клима за застапување за промени во законодавството во овој дел. Податоците од ова истражување се одлични.
За мене лично не се изненадувачки, бидејќи доаѓам од граѓанска организација, така што перцепцијата на граѓаните ми е многу позната, како во поглед и на тоа што е сексуална уцена, како и во поглед на тоа колку се пријавува и зашто не се пријавува. Она што е супер за нас е што е еден мотив плюс да продолжиме да застапуваме за ова прашање, бидејќи веќе ги имаме податоците на перцепцијата на граѓаните. Она што беше позитивно изненадувачко за мене е што голем дел од граѓаните одговориле дека би го пријавиле случајот во полиција. Искрено многу сме посрекни ние граѓанските организации кога ќе видиме дека граѓаните попрво би ги одбрале институциите отколку граѓанските организации, бидејќи тоа значи дека тие имаат овербата тоа да го пријават во надлежната институција, а не кај нас. Секако ние сме секогаш отворени за тоа, но сите знаеме кои треба да бидат оние кои што треба да ја пружат примарната заштита. Со поддршка на NDI изработивме документ за јавни политики за законското регулирање на сексуалната уцена. Документот е изработен од јавниот обвинител Александар Марковски. Документот моментално ни служи, како што спомена и Љупка, за поднесување на амандмани на кривичниот законник. Срекни сме што покрај родовата платформа која што ја сочинуваат голем дел од граѓанските организации кај нас, овие амандмани ќе бидат поднесени и лично од страна на пратеничките во собранието. За таа цел сум благодарна на NDI што не поддржува во средбите со пратениците кои што реално ја имаат клучната улога во овој процес. Би била многу среќна доколку успееме во оваа наша борба да го криминализираме ова кривично дело и да направиме некои измени во другите потребни закони, но она што понатаму ќе ни биде како предизвик е соодветно обучување на сите институции и правосудни органи како да одговорат на ова прашање, односно за заштитата на жртвите на сексуална уцена. Не е единствено кривично дело за кое што ќе ни се потребни обуки, не предстојат голем дел од кривичните дела кои што ќе бидат предвидени во кривичниот законник со цел хармонизирање со Стамбулската конвенција, а за кои што ќе ни треба дополнително обучување на правосудните органи. Така што аргументите сметам дека се на наша страна и ви благодарам уште еднаш за поканата и одличното истражување. Благодарам, Мина. Дали може би некој сака да се вклучи во дискусијата со своје размислување? Надица? Здраво, поздрав до сите. Пред се благодарам за поканата и за можноста да бидам дел од оваа дискусија и презентација. Малку сум надвор од сите случувања заради тоа што не ми беа достапни. Јас сум член на тимот во нашата институција, доаѓам од општина Ѓурче Петров за тие што не ме знаат. Координатор сум за квалитет, лице за интегритет и лице за борба против корупцијата, односно целиме кон антикорупција, нели долги години во општината, така да многу ми е драго што тука се споја сите сегменти од тоа што досега го имам работено. Жал ми е што нашиот координатор не е тука, за да не знам од кои причини, затоа што и она долги години го работи на овој аспект. Би сакала се ова што го чув денеска да го споделам со Комисијата за еднакви можности во рамките на Советот на општината и се разбира со тимот кој што работи на оваа проблематика од вработените во институцијата, затоа што добро е да го чујат, бидејќи секогаш кога сме дискутирали на сите состаноци, токму овој сегмент бил занемарен, а жалосно, не значи дека не е присутен. Меѓутоа, друго е кога се дискутира за нешто што знаеме дека постои, некој зборува за тоа, меѓутоа, кога располагаме со вакви факти, како што ни ги презентира Маја Лазарова во однос на сите истражувања што сте ги направиле, драго ми е што ни се достапни, што може да ги споделиме. Она што јас како во борбата за градење на интегритетот во нашата институција, што ми представува предизвик и проблем е во однос на Законот за заштитено пријавување, што сакам да го имплементираме токму како што треба и сме на добар пат досега, меѓутоа би сакала ако може да направиме или да бидеме пионери во тој дел, да бидеме првите каде што луѓето ќе сакаат во рамките на институцијата да ги пријавуваат сите тие непријатни искуства, без разлика дали се од оваа тематика или од било која, затоа што навистина е потребно луѓето да се чувствуваат убаво на местото каде што работат и да чувствуваат поддршка и да бидат заштитени таму каде што се, а не да ја бараат заштитата негде надвор од својата институција.
Не би сакала да ви одзема многу време, не сум компетентна во однос на се што зборувавте, драго ми е што го чув сето тоа и ќе дадам се од себе да го споделам и да го применам таму каде што треба во рамките на мојата институција. Ви благодарам, поздрав до сите присутни. Благодарам, Надица. Дали може би некој друг сака да се јави со своји искуства и видување во однос на конкретната тема? Мартина, извини, само накратко Да. ме подсети сега Надица во однос на Законот за заштита на укажувачи. Во еден друг сегмент заедно со мисијата на ОПСЕ работиме на проценка на влијанието на регулативата врз родовата еднаквост и токму Законот за заштита на укажувачи е еден од законите на кои што работиме и апсолутно веќе се воспоставува работна група за промена на овој закон и тоа е она што исто така ќе се обидеме да го направиме како измена во текот на наредната година, односно тука да се даде улог, да се сконцентрираме исто така на пријавувањето на сексуална изнуда како една специфична форма на корупција. Благодарам, Љупка, за дополнувањето. Андријана? Дали ме слушате добро? Да, повели. Одлично. Јас се извинувам што можам само со тон да се вклучам, не и со слика, имам технички ограничувања. Зборува Андријана Ристовска-Маринич, советник во Државната комисија за спречување на корупцијата. Сакам да и се заблагодарам на Маја, одлична презентација, многу интересни податоци, не само за добрата презентација на статистиката, особено сакам да се заблагодарам за коментарите измеѓу и за појаснувањата што беа дадени, многу придонесоа за јасноста на целата слика. Јас би забележала на еден, ајде да кажам, негативен аспект на истражувањето. Забележав дека многу мал е процентот на лица кои што дале одговори од лично искуство, земајќи предвид дека сепак сме општество кое што е склоно на предрасуди, сметам дека е во некоја рака ограничувачки фактор тој низок процент. Во секој случај сметам дека статистичките податоци се особено применливи во делот на превенција од ваквите појави, иако се надевам дека скоро ДКСК ќе постапува и по доставени пријави и ќе оформува предмети во овој контекст и дека на тој начин ќе афирмираме примена на репресивни мерки кои што видовме и од истражувањето се особено важни за искоренување на самата појава. Благодарам, Андријана. Маја, повели? Само да реплицирам, ако може така да кажам. Благодарам, Андријана, за коментаров. Некако ми се надоврзува, морам да спомнам, баш овој мал процент, нели, што кажале дека имале лично искуство со сексуална изнуда како форма на корупција. Колку е во суштина специфично да се охрабрат жртвите на сексуална изнуда како форма на корупција да го пријават. Вториот дел од истражувањето лажни ви спомнав дека беше квалитативно. Односно, дојдовме до две групи преку истражувачка агенција, до две групи на жртви на сексуална изнуда, со кои што беше претходно договорено, нели, да се спроведат тие разговори, дискусии во рамки на фокус групите, и за да навлеземе подлабински во причините за оваа појава. Верувајте, и покрај нивната првична согласност, и сите беа анонимни, да ја зборуваме. Онлайн беше одржано, значи загарантиран беше заштитата на идентитетот. Сепак на самите дискусии многу малку од нив се охрабрија да го споделат своето лично искуство. И сега тоа некако ни се надоврзува со се она што, нели, го испитавме, го истраживме и знаеме за тоа зашто тоа се случува. Дури, нели, и кога сакаат, имаат волја, преовладува стравот, преовладува недовербата, отворено да се зборува за личното искуство. Не треба да се занемари, иако, нели, процентите се нешто над 5
жртви со лично искуство, кај националниот примерок на жени лани што го направивме, 3 или 2,6% кај секторите јавна администрација и високо образование, меѓутоа не треба да се занемари. Сметаме дека процентот е многу повисок, меѓутоа баш поради овие причини што постојат, дека не се охрабруваат да кажат јавно, да се зборува, да го пријават. И како што рече Љупка, можеби првичниот чекор, сигурно првичниот чекор би било признавање, криминализирање на оваа форма на корупција, која што има моменти на родово базирано насилие. Благодарам, Маја, за пояснувањето. Билјана, повелете? Билјана Мицковска. Дали може би некој друг би сакал да се вклучи да сподели своји искуства и размислувања? Еве, Билјана ни пише дека има проблем со вклучувањето. Ајде, Марта. Здраво на сите, не знам само дали не слушате. Да. Немам техничка можност за видео, ради тоа што сум од телефон и работам во исто време, слушам, нели, сакам да се надоврзам во поглед на пријавувањето. Еве ќе споделам едно јас искуство лично, професионално поточно, од адвокатска канцеларија, каде што познат предмет кој што веќе беше јавно објавен во врска со покри тоа што биле сексуални партнери во одреден период, за отпосле да има постојана сексуална изнуда од вработената, се со цел да не ја отпушти од работа. Тоа станува збор за директор на една институција, на една образовна институција. Кога стигнавме во судска постапка да изрекуваме мерки со оглед на тоа што имаше насилство од сексуален интимен партнер, кој што сега, нели, новиот закон веќе го обработува оваа форма на насилство. Во судската постапка судијата кој што е судечки, нели, во предметот, кој што инаку се уште се води, и тоа е, мислам, буквално за објава секаде, заради тоа што 2 години водиме постапка за семејно, односно родово базирано насилство, кога ја постави прашање зошто не си реагирала, зошто не си пријавила никаде, странкава моја кажува, значи јас се пријавувам, еве сега јавно го кажувам дека имав сексуална изнуда, постојана, за кој што бев казнувана дополнително дека не се појавувам на состан, а знаев колку се појавам на состанок ќе бидам затворена во канцеларија и ќе имам сексуална изнуда само за да не бидам избркана од работа или слично. Судикава ја осуди и рече дека па тебе требало да ти биде срам, тебе таму ти учат и твоите 2 деца. Ова се случува во судска постапка. Затоа сакам да кажам, мислам, за ова во делот зошто не пријавуваат или па зошто нема, нели, споделување на лични искуства. Верувајте, кај нас се уште кога во судска постапка, кога во судница кога што некој треба да изрече мерки за заштита на таа жртва, од сексуална изнуда или па родово базирано семејно насилство, кога таму се случува осудата од страна на судот, што би се очекувало од другите институции или па на другите места. Во полиција па да не зборувам, таму немам коментар. Знам, таму буквално и неа ќе пишат казна зошто пријавува тоа. Така да, мислам дека пред се истражување е одлично, она што е, мислам, одлично во смисла на фрапантни се бројките и по информациите кои што се даваат, меѓутоа дефинитивно е насока дека треба многу да се работи пред се и на општествениот елемент за оваа форма. Конкретно ради тоа што луѓето можеби не дека не го разбираат. Ова е нешто кое што се препознава и се разбира. Меѓутоа имаат страв
од осуда пред се општествена, дека ќе бидат осудени и нема да им се помогне, дополнително ќе им се направи проблем дополнителен. Друг предмет имам каде што исто жртва работи во една многу јака и силна државна институција, каде што исто се соочува со таква ситуација. Веќе имаме постапка каде што нема сексуална изнуда, нели не се обработува, кај нас па имаме по сосема друго кривично дело се води постапката и таму е осудувана од обвинителката, ради тоа што како тоа твојот сопруг не знае. Зошто ти не си му кажала на твојот сопруг? За тоа се прашања кои што јас отворено уште останувам, верувајте ми, многу искрено ќе го кажам тоа, седам до странката каде што се нели се кажува, дава исказ во обвинителство, и јас не знам како да изреагирам во моментот, а при тоа да не е агресивно на такво прашање од страна на обвинителко што треба да заштити, а не па затоа што се јавува како штетена во постапка, а не па од нели од сите останати кои што не знаат што значи овој вид на корупција, не знаат што значи родово базирано насилство. Дури ние сме осудувани као ајде вие со родовото, ништо не се веќе вие родово и слично. Значи колку повеќе се има кампањи, толку повеќе луѓе во отпор даваат, а од друга страна мислам дека треба повеќе да се работи на тоа за прифаќање, односно да се види дека не е тука лицето кој што е жртва нели на таа изнуда дека е проблем, односно не е проблемот кај неа и дека проблемот треба да се баре на друго место, а најмногу осудата. Баш поради таа осуда, баш поради ова што се случува и во официјалните институции нели во суд или во обвинителство кој што треба некој да заштити, се случува осудата. Онда мислам навистина не знам зошто би помислила дека во блиска иднина би имало повеќе пријавување или па споделување на лично искуство со цел нели да се тргне од таму, да се прво да се види што се случува, па потоа нели да се искоренува и да се казнува, нели најважно. Тоа е тоа што би сакала да го споделам и благодарам. Благодарам, Марта, за споделените информации и искуства. Дали може би некој друг би сакал да се вклучи? Дејан? Здраво. Јас сум Дејан Николовски, дипломиран правник од Министерство за здравство. Се вклучувам по односно тоа што често тука е спомнуван и здравствениот систем како точка една од јавната администрација и здравството. Би сакал само неколку работи да споделам афирмативно повеќе во однос на презентација што ги спомнавте. Во здравствениот систем и во јавната администрација, но во здравствениот систем посебно, тој сегмент не видов дека е доволно чекнат, доволно тангиран, дека тука жртви на сексуална изнуда си пациентките, не само правотените во здравствените установи. И тие влегуваат со таков ризик и дополнително имаат потенцијал, бидејќи влегуваат по дефиниција ранливи, идат кај докторот во потрага по помош. И човек кога иде во потрага по помош е по сите линии подложен на разни влијанија. Карактерот е послаб, емоциите се слаби и така натаму. Тоа е едното прашање можеби до вас, дали тој сегмент е тука третиран во истражувањава и така натаму, не само од и цело време збориме за вработените во јавна администрација, во здравствениот сектор, од аспект на вработување, промовирање, нови работни места, вработување, напредување во кариера, кариерни, сексуална изнуда базирана на кариерни предиспозиции, да речем. Меѓутоа, ако збориме генерално, бидејќи сексуалната изнуда е ранлив, во основа е филозофска ранлив карактер, во здравствениот систем тоа се и пациентките или тој сегмент. Не знам како само да ви појаснам, спомнав дека второво истражување за јавна администрација беше во два дела. Првиот дел беше кон граѓани, во вашиот случај пациентки, значи невработени во институциите, а вториот дел беше за вработени. Така да првиот сет на податоци сега, нели, времето не ни дозволува детално за овие два, меѓутоа ќе бидат презентирани во извештајот и ќе може подетално да видите. Така да вклучена е перспективата на пациентките, на граѓаните. Добро, тоа е битно, затоа што мислам дека сексуалната изнуда, ова што зборите, навистина во кариерниот сегмент е маркантна, да. Меѓутоа, во општата популација, во случајот кај пациентките, е можеби
деликатна, затоа што таму е секој пациент и со своје ниво, и на образование, и сваќање, потреба, и слаба емоција, ранливост, потенцијал и така натаму. А второ што сакам исто така да ве прашам. Сите овие работи што ги кажавте како препораки, како иницијативи што ќе се преземат, вклучително промена на законите, препознавање како кривично дело. Значи ново воведување на нови норми од една страна, од друга страна недоволна имплементација на постоечките норми, заштитеното пријавување, сите го тоа коментирате, гледам, не се доволно пријавува и така натаму, меѓутоа сите доаѓаме до степен дека можеби не се доволно пријавува ради тоа што жртвата е или жигосана, или се плаши од жигосување, или самата има некој натрешен отпор да пријави и така натаму. Проблемот и тука мислам дека е генерален менталитетски. Кај нас луѓето генерално, не само за сексуална изнуда како форма на корупција, генерално не се ориентирани кон пријавување, кон борба за слобода. Ние генерално, кога ќе видиме некој дефект, не го пријавуваме. Него се жалиме дека не ни функционира системот, не ни функционира државата. Во која друга област тоа заштитеното пријавување функционира? Не знам колку е тоа популарно. Или не знам колку обично мито и корупција се пријавува, тргнете од тоа, не па сексуална изнуда. Така што, имајќи предвид дека ако ни е целта да ние го супримираме, ја супримираме сексуалната изнуда, ја би обратил внимание дека можеби оправдана е, ама и не до крај реална основата да се очекува дека со нови норми или со примена на постоечките норми ќе се постигне целта. Сакам да кажам, бидејќи сум правник од областа на здравството, знам докториве што кажуваат дека најголемата здравствена заштита и за најтешките болести е превенција. Значи, во превенцијата е клучно. Према тоа сакам да кажам, дали во вашите истражувања или во препораки натаму што ќе се одвиваат, можеби треба да се работи на подигање на свеста кај жените, посебно бидејќи се тие нели као најпогодени, за подигање на свеста по две основи. Значи, прво жените да знаат дека тоа што им се случува е изнуда, а второ, можеби побитно, да препознаат, не само да знаат. Оти вие имате жени кои што работите ги сваќаат пола од овие примери да се случуваат, би ги сватили можда и нормално. Сега во наводници нормално. Можда така треба, менталитет таков. Ниска средина, ниска свест. Не се ни свесни, например, дека им се бара тоа. Сексуалната изнуда не мора да е во сексуален чин на крајот на криштата. Таа може да е во зафркавање, во забиркување, во пипкање, во не знам, во праење штосови, нетретирање на жената како личност, фул, као сега она ќе се позафркаваме тука, ќе се шармираме. Нели? Значи, прашањето ми уствари дали во некој од заклучоциве или препоракиве, мислам дека акцентот да се стави, ако не е ставен дополнително, на развој на обуки, на работни места, па и на општа популација, ама на работни места посебно, да жените препознаат што им се случува. Човек што не знае што му се случува, што ќе пријави? Она и не знае тоа дека се случува. Не мора тоа да заврши секој пат во сексуален чин. И трета работа, значи првата ми беше со општа популација, втора со превенцијата. Третата работа е, бидејќи ова е форма на корупција, мито и корупција, нели? Не мора се корупцијата и митото да е врзано со пари. Таа е врзана со услуги. Ова е таков тип на корупција. Таа е секој двострана релација. Значи, вие имате сексуална изнуда како форма на корупција, ама имате вие и безобразлук на сексуална понуда како форма на корумпираност. Имате вие луѓе кои што мислат дека изместени се работи во нашето општество или се изместуваат на начин кој што тешко се враќа да има луѓе, жени, па и мажи кои мислат дека ќе понудат такво нешто за возврат. Па и примериве колешката што ги кажа адвокатката, може би тргнале во наивна основа. Тие луѓе може стварно се заљубиле во даден момент да му се сневили. Па им било убаво. Не знам, се ги споила работата, чувството, проблемите, направили нешто што направили. И сега после тоа
некој од нив незадоволен од развојот на настаните, можда таа очекувала дека ќе се венча со него, или таа или он очекувал дека овој ќе ги остави децата ради него. И тоа сега се продава као значи тие форми разграничувања до каде оди тоа, како, пошто е сензитивна сфера. Значи целата поента ми е дека мора да се работи на развој на здрав менталитет, слободарски дух, самодоверба кај жените, да може да препознаат што им се случува. Само слободен човек е паметен човек. Човек што знае што му се случува. Секој друг. 300 кривични дела да ставиме, во секоја канцеларија да има сандаче за заштитено пријавување, анонимки да пишува, ништо од тоа нема да биде ако жената не е свесна, доволно самосвесна, горда, полна со самодоверба, да не дозволува да влезе во таква шема. Кој може да изнуди ако ти не понудиш или обратно. Значи тоа се двострани релации се. Сакам да кажам дека оваа ситуација мора да може да се подигне на ниво на свест, да бидеме малце погласни сите во ова работа и да работиме на градење на јаки карактери. Тоа ми е. Благодарам, Дејан. Гледам дека Љупка се пријави. Да, Мартина, ти Добре. благодарам. Извини, ќе морам уште еднаш да се вклучам, затоа што навистина ме вознемируваат вакви обвинувања на жртвите. И секогаш бараме некоја превенција и подигање на свест кај жртвите. Прво нешто што го слушнавме од ова истражување е дека жртвите се апсолутно свесни за постоењето на сексуална изнуда и жените се апсолутно свесни што им се прави. Никој нас не треба да научи и да ни кажува како да разликуваме што е сексуална изнуда, што е сексуално злословување, што е сексуално вознемирување и да правиме разлика меѓу истото и додворување и нешто што е доброволно. Сексуалната изнуда апсолутно знаеме дека се случува кога има позиција на моќ, има позиција на подреден. Единствена добра поента која што ја кажавте, да, тие жени што доаѓаат да бараат услуги во здравството се апсолутно ранливи, сиромашни, економски зависни жени, кои што кога здравието им е во прашање, апсолутно се подложни на се. Тој што ја прави сексуалната изнуда е тој што е на позиција на моќ. Во најголем дел од случаите тоа се мажите. Ниеднашка не ги спомнавте мажите да побараме превенција тука. Малку повеќе свесно за тоа што смеат и што не смеат да прават. Односно што е она што го изнудуваат и како злоупотребуваат својата улога. Така да ќе ве замолам и во самата институција каде што работите да започнете малку пошироко да ги гледате нештата и повеќе да се работи на сензибилизација, односно родова сензитивизација на самите изнудувачи и тоа што значи сексуална изнуда конкретно кај нив и што е она што им е дозволено, што е она што не им е дозволено, да поставите правилници за пријавување на сексуално вознемирување и каде жртвите да се обратат при вакво нешто, наместо фокусот да биде на обвинување на жената и раскажување дека жената е таа која што сама си го барала и жената се заљубила. Не, во ниеден случај нити сами си го бараме, нити сме се заљубили. Фала многу. Морам да се дообјаснам сега, не ми беше мене тоа интенцијата. Интенцијата беше двострана. Значи можеби повеќе за мажите. Апсолутно ова се што го кажува си во право. Едукацијата и подигањето на свеста е еднаква, особено кај тие што изнудуваат. Значи тука мислам добро, можеби така го сваќаш, ама не. Значи тоа што викам превенција, препознавање, подигање на свеста, цело време викам двострана. Значи жените да знаат што е изнудување, а мажите да знаат како изнудуваат. Мора ние да подигнеме културата, општата свест, општиот менталитет, сите да бидеме слободни, самоодговорни, самосвесни луѓе. Така што идејата и целата дискусија ми беше двострана, тука немам дилема. Благодарам. И на Повели? Да, фала ти, Мартина. Само би сакала да се надоврзам ова Љупка што го кажа, дека жените апсолутно секогаш се свесни дали има сексуална уцена или не, како што секогаш се свесни дали е согласноста за нешто или не дали, односно дали таа согласност е доброволно и јасно изразена. Апсолутно жените секогаш препознава дали станува збор за сексуално вознемирување или за додворување, кое што е согласно со двете страни. Така што јас да се согласувам дека превенцијата е потребна од страна на надлежните институции. Ама верувајте ми дека доколку постои правна празнина, односно ако некое однесување не е инкриминирано, односно криминализирано,
жената ниту ќе пријави институцијата, ниту пак тоа ќе го препознае, што на крајот ќе резултира со неказнување на сторителите. И сите знаеме тоа како продолжува. Значи, мал милион кривични дела кои што сега ги мал милион, како се изразив, извинете, неколку кривични дела кои што моментално лобираме да ги криминализираме, како што е сексуалното вознемирување, демнењето, секогаш постоеле. Дали некој бил казнат за тоа? Не. На крај не се случи јавна слоба, бидејќи сексуално вознемирување и демнење не се криминализирани кај нас. Не можеме да очекуваме ако сексуалната уцена не е криминализирана кај нас, дека нешто мажите многу ќе бидат свесни дека не треба да вршат сексуална уцена врз жените, жените ќе бидат многу свесни дека тоа треба да го пријават. Факт е дека кај нас во државата репресијата подобро функционира од превенцијата и реално, доколку постои правна празнина, не можеме да очекуваме дека ќе имаме соодветна заштита за жените. Благодарам. Мартина на мјут си. Извинете. Фала Тина. Дали уште некој би сакал да се вклучи во дискусијата? Мартина, ако нема никој, јас баш ќе се надоврзам на ова, на господин Дејан и ова Љупка што го кажа и Ина, зошто е баш специфична оваа форма на корупција. И во кој случај ја сметаме како форма на корупција, значи тие аспекти се обработени во истражувањето, во правната анализа на Центарот за истражување и креирање политики, што заеднички ја работевме лани. И ова се трите сегменти, значи потребно е да постои позиција на моќ. Рековме дека најголем дел од тие позиции на моќ за сега се ги запоследнуваат мажи. Второ, да постои нешто за нешто. Во тој случај не може да кажеме дека жената доброволно се вклучила во сексуалната активност, бидејќи постои моментот и на третиот психолошка принуда, односно изнуда. Ќе ја добиеш услугата ако ми дадеш сексуална изнуда. Од тој аспект, значи, многу убаво се разработени овие работи, ви охрабрувам да ги отворите публикациите. Многу убаво се обработени овие аспекти и тука ни беше кога со Љупка и Марија ја правевме анализата лани, ни беше интересна нели спецификата на ова коруптивно дејство, сексуалната изнуда, бидејќи во случајот од другите коруптивни дејства каде што апсолутно се казниви и активната и пасивната страна вклучени во корупција, прашањето овдека беше дали и сторителот и жртвата треба подеднакво да бидат казнети во случајот на сексуална изнуда како форма на корупција. Така да има зошто е издвоено како посебно кривично дело во некои од земјите, во многу малку, меѓутоа да, веќе се почнува да се регулира. И драго ми е што дели веќе и се поднесени амандмански предлози за вградување на делото во кривичниот закон. Благодарам, Маја, за појаснувањето. Значи, уште еднаш се покаже, можеме да се согласиме сите дека корупцијата и родовата нееднакво се сегменти, значи кои што се тесно поврзани, и ова е поле на кое што особено модерните демократија и нашата држава е потребно постојано да работи. Континуиран процес често универзално задира во сите сфери на живеењето и родовата нееднаквост раѓа корупција и обратно. Нели корупцијата има тенденција да ги влошува родовите нееднаквости, а родовата перспектива е неопходна ако сакаме да најдеме ефективни стратегии за борба против корупцијата и да постигнеме одржлив развој. Па од тука би се заблагодарила на сите за вашето присуство, активно учество, како и за континуираните заложби кои што ги правите за напредување на оваа многу важна сфера, која што е составен дел на плуралистичките демократските држави. Унапредувањето на овој дел ќе биде секогаш потребно, а секој од нас може да придонесе кон подобро утро за сите, општество со низок степен на корупција, општество кое што се грижи за еднаквост и унапредување на човековите права. Ви благодарам на сите за активното учество, до следното видување. Ви благодарам. Поздрав!